Добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на емисијата Неделен микс. Јас сум Марија Латиновска и во следните минути ќе се посветиме на културата, но исто така и на хуманоста, па така и воедно ќе ја почнам емисијата токму на тема хуманост по најголемата трагедија која што за жал се случи во Кочани. Тим на луѓе ангажирани, посветени и со силна волја да помогнат го оформија Сапорт Кочани. На тема нивни активности и колку сме хумани како луѓе и си помагаме едни на други, во продолжение ќе ја вклучам онлайн Ана Вучева, токму од Сапорт Кочани. Ана, добре дојде во емисијата Неделен микс вака онлайн. Здраво, фала на покана. Благодарам што се вклучи. Сега, Ана, вие сте голем тим во Сапорт Кочани. Кажи ни всушност ете нешто повеќе за вас, подетално. Така, ние сме тим од околу 30 души, да кажам. Сите ние сме различна возраст, различна професија, секој си е своја приказна по себе, ама сите заедно делиме една иста болка и иста траума, а со самото тоа и иста цел. Па поради тоа сите ние некако сме вклучени и функционираме заедно во Сапорт Кочани за да можеме да помогнеме. Предпоставувам не беше едноставно за толку кратко време да се оформи, да кажам, самата ова, па како да кажам, како организација Сапорт Кочани, но со тим. Нели? Верувам дека ентузијазмот беше клучен за да се помогне на своите сограѓани, па колку беше всушност голем предизвик за толку кратко време да се организирате? Па мислам дека на почетокот иницијативата кога започнаа од Иван и неколку луѓе околу него, првите брейнсторминг моменти се биле, предпоставувам, хаотични, ама ден по ден мислам дека сите со иста цел, некако како некоја служувалка заедно сме сега сите склопени и не би речела дека е тешко да функционираме заедно како тим. Мислам дека е доста хармонично и веќе многу лесно ни течат обврските и одговорностите. Така, еве накратко мени на гледачите објасни ни кои се одговорностите на тимот, кои какви задачи има, како изгледа внатре самата структура? Така. Секојдневно имаме најразлични активности, сите од нас сме сега волонтери за прв пат, сносуваме се со нови предизвици, учиме како да ги решаваме. Главна цел и една од активностите е што ние стапуваме во контакт со фамилиите, редовно комуницираме, некако сме директно засегнани, јас и многу други од екипата исто таа вечер бевме присутни, така да чувствуваме на наша кожа, знаеме како е, дури и тие што не се биле таа вечер, се дел од градо и сивилото го чувствуваат од прва рака. Како е моментално во Кочани? Тажно, се уште е тажно. Така. Живото полека се враќа во нормала, ама мислам сите ние сме вратени на нашите дневни активности, ама сите наши активности се ставени во план Б и главниот фокус ни е да се опораваме и да помогнеме на сите да закрепнат. Апсолутно. Во однос на помагањето, видовме дека имаше многу голема помош и од регионот и повторно некако таа солидарност се покажа и од нашите соседи и луѓето од подалечни земји. Во однос на донациите, како е моментално состојбата за донациите можеби од надвор, за донациите од тука, од Македонија? Моментално се чувствува пад. Полека ситуацијата се стивнува во оглед на бројот на донации,
ама голем број на луѓе од странство и од Македонија се активно ангажирани. Од срце сакаме да и се заблагодараме на сите македонци кои што се во странство. Верувајте, има предобри, прехумани иницијативи кои што баш македонците во странство ги имат покренано, што имат соберено доста средства. Исто така материјални донации, секој пат кога ќе објаваме дека ни треба помош за нешто, они се први поради тоа што знаат дека кај нас не е достапно се, дури и да е, не во количините во кои што на нас ни е потребно, така да секој пат они се први што ќе се понудат да ни пратат или да ни дадат, да ни овозможат некако да помогнат со тие потреби што ги имаме. Браво. А во однос на помошта на повредените кои што се лекуваат во странство, како стоиме тука во однос на донациите, во однос на пациентите кои што се уште се лекуваат во странство? Мислам дека веќе луѓето сами го имат тоа мислење дека дека на тие деца и се потребни многу повеќе средства од тие што се веќе пуштени. Децата кои што се на домашна нега и се моментално на страната, се сите со изгореници, сите ќе имат потреба од некои подолги третмани, ама сите тие кои што се во болница моментално се приоритет и секој кој што сака да донира поради тоа што веќе са помал број хоспитализирани, веќе луѓето сами знаат дека треба да тргнат од тај што е уште во болница или пак од тај што има најмалку донации. Така да мислам дека се свесни. Така. А во однос на психолозите кои што се веќе во Кочани, но нели знаеме дека има психолози во Кочани, но дали вие поттикнувате и нови? Како изгледа таа организација конкретно на психолозите? Една од активностите кои што се ни приоритет покрај тоа да собереме финансиски донации за повредените е отварање на центарот кој што моментално се спрема. Ние лично како здружение имаме цел тај центар да пружи психолошка помош и поддршка на сите кои што се афектирани без разлика дали се повредени или не. Така да ние лично стапуваме во контакт со психолози и припремаме програма за они да можат да бидат присутни и да и помогнат на сите да се справат со своите емоции. Ана, кои се вашите тековни активности во Сапорт Кочани? Така, моментално покрај центарот што го спомнав дека го спремаме, исто така активно проверуваме дали се до кој статус е припремата на компресивната облека за сите повредени. Редовно сме у контакт, трудиме се да ги дознаеме сите информации. Исто така е договорено дека ќе има и втора тура, значи сите кои што се хоспитализирани или кои што се биле со отворени рани и не се можеле да отидат да им земат мерка, трудиме се да го возможиме и тоа. И тоа се некои од нашите тековни активности. Какви се вашите планови во однос на, да кажам, следните активности? Ете, го спомнавме центарот, психолошкиот центар. Но како можеме да ги поттикнеме и граѓаните, гледачите, некако повеќе да се вклучиме во помошта? Што би им порачала ти на гледачите? Јас би сакала да знаат секој пат кога ќе го слушнат зборот Кочани или кога ќе прочитат за Кочани, сакам да знаат дека не е кај нас ситуацијата измината, ние уште живееме со проблемите, справуваме се секојдневно, пречекуваме нови повредени секојдневно, без разлика што веќе се поминани 2,5 месеци, на нас ни е тоа живот, веќе ни е да не речам нормала, така да многу ни е мило кога некој ни се јаве со некоја иницијатива која што е им предложено. Ние во нашата организација
ќе собереме донации, ќе ги пуштиме. Сите тие иницијативи се многу значајни, враќат го фокусот на Кочани, враќат ни ја надежта на нас дека не сме заборавени. Така да би кажала само да се продолжи со тоа темпо, да се става фокусо и да не се забораве тоа што се случи. Така. Најважно е колку што можеме во овие времиња, во оваа ситуација да помогнеме едни со други, да си помагаме, не смееме тоа секако да го заборавиме. Да. Јас, Ана, ти благодарам многу за ова вклучување и ете се надевам дека и понатака ќе можеме да донираме, да секој колку што може учествува во помагањето на повредените и семејствата во Кочани. Фала ви на вас, значени наискрено од срце ви фала. Ти благодарам уште еднаш за вклучувањето. Почитувани гледачи, Ана Вучева од Сапорт Кочани ја вклучивме денеска во неделниот миг за да знаеме повеќе за активностите моментални на Сапорт Кочани, а вие бидете заедно со нас во продолжение одиме со други содржини.